Да се договараме со Дејан, да почнеме со канадскиот премиер Трудо. Кризата таму како полека во Канада, онаа криза која предизвика антиваксерите со блокирање на патишта, мостови и така натаму, како полека да попушта или се работи за привремени некакви? Или се работи за контраудар на премиерот Трудо, кој најави воведување воредни мерки, втори во повоја на Канада. Првите воредни мерки ги воведе татко му, пред тогашниот премиер во 1970 година Пиер Трудо, поради кризата која имаше во Канада тие години. Веројатно ти подобро знаеш, јас не бев. Па сега се обидувам да се проверам што беше таа криза, не може да се. Имаш исто така протести, но беа протести тогаш околу она блоковска поделеност кај што Канада. Ќе треба нешто во врска со федеративниот систем на Канада и кој колку бараше тогаш. Но што направи Трудо? Воредни мерки, тие воредни мерки практично онака фино речено значат дека централната власт ќе може да интервенира во провинциите, во случајот дели во Онтарио, каде што камионџиите го блокираат оној познат мост кој води кон Соединетите Американски државни и каде што ја исфрли буквално државата надвор. Мислам дека вчера го расчистија тој мост. Малку го расчистија, малку но протестите се зголемуваат. Поради тоа Трудо најави воведување воредни мерки. Значи, повторно ќе кажам, централната власт може да интервенира во провинциите или во превод ќе излезе националната гарда и ќе ги разбие тие демонстранти. Што има со вонените ситуации на други точки? Само сакам да докажам дека едно од мерките на Трудо кои ги најави е блокирање на банкарските сметки на демонстрантите. Возможно ги е тоа воопшто. Па не знам, јас сега во Македонија веројатно не би можело, но еве не сме во Канада, не знаеме. Така да еве тоа се тие најави. Трудо не е воопшто умилен во Канада, дефинитивно, колку што успеам да видам, ми се чини дека ова му е само уште еден да кажеме грешка у чекори, барем така велат анализите, но тој мора да воспостави ред во земјата и тоа му е обврска како премиер. Што има друго, да речеме, на украинско-руските фронтови дејани? Има ли нешто ново? Таму продолжува тензијата со тоа што нели по повлекувањето на дипломатскиот персонал, се пожестоките најави дека токму утре ќе биде изведен воениот напад на Русија. Интересно гледање има британски телеграф кој смета дека Путин многу профитирал од оваа украинска криза. Тие сметаат дека тој први ни ја вратил Русија гласот да и се чуе во светот, дека сите светски политичари го чекаат неговиот потек, значи привлекол внимание. Третата работа вели дека светските државници чекаат на ред да отидат во Кремљ да го одобруваат Путин да не ја изведува воената интервенција. А при тоа Путин ни у еден момент не рече дека ќе ја нападне Украина, туку само едноставно според британски телеграф воените вежби може да ги стави нели во мирување, да се ги повлече војниците и каже ова целава игра беше за суетата на Путин ли ова? Па за враќањето на Русија, да биде разбрана во светот дека е сепак суперсила, бидејќи очигледно изминатиот период многу пати беше. А што ќе се случува фактички? Па фактички се очекува Украина сепак да го иде на тој фински модел, односно може нема да се вика фински, може утре ќе го измислат као украински модел, односно да остане за сега неутрална држава, да не влегува во НАТО, за да не ги буди аспирациите во Москва овие што ги предизвика Путин изминатиот период. Телеграф смета дека токму тоа и беше целта на Путин. Тој немал намера да изведе воен напад, бидејќи е свесен каде тоа се може да однесе, но некако успеа да привлече внимание и да го одоброволјуваат тој да не направи како нели лошо дете, да не направи некаква белја. Јас морам да кажем дека еве можеби тука не сме спомнали, а треба да се спомене дека според повелбите на НАТО и документите на НАТО, членка држава на НАТО не може да стане онаа кој што има актуелен конфликт. Така што заради оваа ситуација, не само сега што е дигната тензијата, туку и регионите кои ќе останат понатаму вон контрола на Украина за догодни години, бидејќи договорите од Минск предвидува детали околу тоа како да се контролираат тие два региони што се сега практично под контрола на Русија, но тоа очигледно е, ако на тоа се додаде што е окупацијата на Крим, дека Украина нема да биде
eligible, што викаат, односно нема да ги остварува ни основните критериуми за да може да преговара да влезе во НАТО, а не па да влезе во Ваква НАТО. каква што е. Па да, сакам да кажем така што мислам дека е повеќе еден Политички маневар кој исто така отколку- сакам да додадам дека се наведува и тоа го знаеме, јас и ти го гледаме, дека се покажа уште еднашка фрагилноста на Европа и Европската унија. Дојде до расчекор внатре меѓу европјаните, се покажа слабоста на германската, мислам, зависноста на германската држава од рускиот газ, па тука Шолц според Телеграф не се снашол колку што треба, и Макрон не се снашол колку што треба. Јас ќе го земам во предвид што сепак Велика Британија излезе од Европската унија, па малку е можеби и покритички настроена кон Европа, но едно е сигурно, според нив, и јас го делам тоа мислење, Путин направи еден огромен политички маневр за да се врати како суперсила, дека и Русија се прашува во светот за некои значајни процеси, а тоа во минатото очигледно не беше доволно, па оттаму и неговата потреба, како што ти рече, со еден збор да си ја задоволи суетата. Добре, веќе се договориме да не се согласиме, бидејќи јас секако мислам дека најголемиот губитник на среден, а секако на долг рок од ова ќе биде токму Русија. Ќе биде Русија, знаеш Дури и зашто? кога, не, јас знам зашто, не знам ти да јас го сакам знаеш. да кажам Дури и заради кога гасот. дури и кога Путин ќе го нема. Да. ова Ајден ќе ден ќе остави- мора да го ова нема. ќе остави последици. Но тоа навистина е една, би рекол, важна дебата која што ќе продолжи да се води и во Европа и во светот, бидејќи Путин навистина покрена прашање и, како да кажем, даде една оригинален еден аргумент за тоа дали треба или не да се преработува архитектурата на денешниот свет. Како што ова ќе заврши сега, ако заврши вака како што предвидуваме, значи да сепак таму не дојде до голем конфликт, се чини дека архитектурата нема да се промени, а оно што ќе се промени ќе биде ова што го говориме, значи енергетската зависност на Европа. Европа мора ќе да мора размислува, да размислува поинаку. Но и за тоа. Украина, Сашо, Украина многу се вооружи. Значи би се чини дека задниве 6 месеци Ма Украина нивната армија се врати Украина да е биде четвртата воена сила во Европа. Токму И по тоа сакам да бројност и кажам. по, значи тоа и пред кризата беше во така. едни Огромна е нормални земја. услови Русија веројатно ќе го спречеше тоа вооружување, засилување на украинската армија, а сега бргајќи ги другите, да кажеме, приоритети кои него му беа важни, по проценка меѓу редови или позадина, онака што викаат испод жита србите, се вооружи украинската армија која во иднина во еден период ќе може да се справи со некои безбедносни ризици кои ги има како што се Донбас и Луганск. Па Донбас добро, се и останатите. останува и таа дебата. Дали оружјата ги решаваат овој вид на конфликти или се, добро, они се секако средство за притисок, па и за политичко решавање на конфликтите. Александар, што има нешто во врска со ова, пред да поминеме на Секогаш ми се интересни овие разговори за која станува збор за меѓународната сцена со колегата Дејан Андоновиќ, но она што мене ме интересира, онака, читајќи сите овие напливи на информации кои што стигаат на интернет, западните сојузници и пријатели на Украина постојано предупредуваат за можна деескалација. Од друга страна, Украина излегува со став дека не е до толку тензијата порасната Освен вчерашниот говор до тоа ниво. Освен вчерашното обраќање на претседателот на Украина, кој што веќе ја дига тензијата. Но ја мислам дека и во вчерашното обраќање различно беше пренесена таа информација. Дел од медиумите известуваа дека тој најавува дека ќе биде нападната Украина во среда, а другите медиуми, меѓу кои и Дојче Веле вчера изјави дека тој напротив не очекува да биде нападната, а денот ќе го прогласи на ден на обидување. Велат дека утре Велат ќе дека биде, утре ќе велат биде. дека утре. Кога го спомнавме Дојче Веле, само Так. да најавам дека веднаш после вестите со нас ќе биде овдека во студиото за Борис Георгиевски, бидејќи сакам со Борис да разговараме за специфичната улога на Германија во целиот овој украинско-руски, па и целата оваа европска констелација.